во однос на бројката и во однос на резултатите, мислам дека ова е еден логичен след на настани. Бројката воопшто не е ниту изненадувачка, ниту како што некој сака да каже дека во овој момент народот гласа така или овака поради одредени причини кои што според мене се следниве. СДСМ мислам дека очекува пораз, не очекува толкав пораз. Зошто е поразот во СДСМ? Еве во разговори исто така со колеги. Едно е евидентно и јасно дека СДСМ овие години нема со нешто со што може да се пофали, нема со нешто во што може да го стави како резултат во својот наратив. Резултатот на ВМРО-ДПМН не треба да се занемари во однос и на бројот на градоначалници, но и на бројот на гласови. Би рекол затоа што ако ги погледнете во огромен процент се старо нови градоначалници, мораме да признаеме дека за градоначалници што до сега биле во најголем процент, ако не сите, нема сериозни некои коруптивни афери, луѓето граделе и правеле толку колку што можеле. Ти 3 години работеа со централна власт која што беше од СДСМ. Јас верувам дека сега со еден композит од локална и централна власт, би рекол една симбиоза, ќе можат многу проекти кои што се кочеле на еден или на друг начин од централната власт да го видат, нели, крајниот резултат и да бидат остварени во периодот што следи.